Živi, zdravi, sretni, vse koja godina je vaka da se gledamo z drugo foto. Доаѓајќи наваму, еден од нашите другари вика: председателе, не ли се чини дека Пеленица ова година најубава? Најубава заради тоа што ни е убава во душата. Горди сме, државата ни оди напред, 28 години, независност, среќни сме заради прилогот на Социјалдемократскиот сојуз во ова наша земја. Здраво, драги граѓани, другарки и другари, членови, активисти, симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пријатели и соборци од сите партии, заедници и организации за европска татковина. Еве Република Северна Македонија пред позитивната одлука за датум на почеток на преговорите со Европската унија. Еве сме на заокружување на интеграциите како 30-та земја членка на НАТО. Еве сме во процес на економски развој, раст на плати, детски додатоци, социјални помошти, растат странските инвестиции, расте бруто домашниот производ, градиме земја со која што сите се гордееме. Имаме и тоа какви причини денеска посебно во 3-децениската независност да се чувствуваме и достоинствено, и среќно, и мотивирано, убаво. Нека ни е честит и вековит на сите, почитувани граѓани, 8 септември, денот на независноста на нашата заедничка Македонија, денешна Република Северна Македонија. Ова наша држава за 2 години на затекнатите рушевини успеа да ги обнови мостовите дома, мостовите со соседите, со регионот, мостовите кон светот. После децениска изолација и сиромаштија, почнавме интеграцијско развојно темпо што не можеше ни да се замисли. Се случуваат и интеграции и развој. Придонесот за напредокот на нашата држава е на сите граѓани, на сите влади, на сите партии од осамостојувањето на државата. Секако, нечии придонеси поголеми, нечии помали. Но едно нешто е факт. Овој напредок на нашата земја го поведе и предводи Социјалдемократска партија. Нашиот, мој, нашиот заеднички Социјалдемократски сојуз на Македонија. Овој историски напредок што го живее денешна Република Северна Македонија, поставен на аманетот на предците, што со гордост ќе го предадеме во аманет на идните генерации, е можен само со државотворната партија каква што е Социјалдемократскиот сојуз. И не е фалба, реалноста. Државата успева кога владата ја води СДСМ и тоа треба да се знае. Затоа што едно е да си голема партија, а друго е да си државотворна партија. Првото значи бројки, второто значи и срце и одговорност. Тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа што државата успева, кога СДСМ успева, не е само поради бројноста на приврзениците, туку поради срцето и одговорноста со кој што работиме за нашата родна земја. Тоа е вистинскиот патриотизам на дело.
Така беше кога носевме одлуки за независноста на Македонија во 1991 година. Нашиот прв председател Киро Глигоров пред нас и тогашниот премиер Клюсев го дадоа патоказот како се работи заедно за државните интереси. Тоа требаше некој да го види и испочитува. Го направивме тоа и еве ги денеска успесите. Со срце и одговорност работевме и кога ја спасивме државата од војна 2001 година. Така беше и кога почнавме да го градиме патот кон Европската Унија во 2005 година. Така беше сите овие години кога стоевме на браникот на демократијата, посебно во 2011 година и во 2016 година кога беа загрозени државниот поредок и демократските права. И важниот пресвртен момент со срце и одговорност кон нашата држава, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се отвори целосно кон граѓаните во 2017 година, кога го препозна крикот за обединување за да го победиме режимот. Се здруживме сите без задршка, македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошнаци и други. Од какви било политички определби и различности и на нашата држава и создадовме граѓанска, демократска, проевропска влада. Исто како што пред 28 години во 1991 година граѓаните здружено, масовно и по сопствена волја избра слободна, суверена, самостојна и независна држава. И така работиме, почитувани пријатели, и денес. Интересите на државата пред се. Промените во СДСМ се слух за потребите на граѓаните и државата. Со консензус ги носиме важните државни реформи, низ политики на наоѓање решенија, наместо оправдување. Ги затворивме сите прашања со соседите. Во европски дух на почитување и разбирање ги градиме меѓународните односи со нашите стратешки партнери, НАТО и Европската Унија, а отворени сме за економска соработка со сите држави со цел да ги обезбедиме економските придобивки за секој наш граѓанин. Посветени кон државните интереси во значајниот период што предстои, очекувам да бидат и сите државни институции и политички партии. Убеден сум дека имаме капацитет како држава со двотретинско мнозинство да го донесеме и законот за јавното обвинителство. И сите случаеви и евентуални случаи на криминал и корупција, како што е во развиените земји, мора да добијат ефикасна, праведна и правична разврска. Тоа го очекуваат граѓаните, тоа им го должиме на идните генерации. На прашањето која влада е најдобра, Гете рекол: она која што не учи како да владееме сами со себе, затоа што нема поголема власт од она над самите себе и своите предизвици. Сите сме луѓе и не сме да се делиме на луѓе на позиции и луѓе без позиции. Секој е на позиција да го подаде она што го носи во себе за доброто на државата, и тоа е, верувајте, најважната позиција. Оној на кого му е доверена државничка позиција, општинска позиција, има обврска уште повеќе да го препознае, почитува и да му даде шанса на тоа добро од граѓаните што ги представува и на кој им служи. Почитувани присутни, членови на СДСМ, граѓани кои сте дел од позитивните процеси во државата, благодарам за влогот и за вашето разбирање на победничките подизвизи. Дека тие барат секој од нив поединечно, од секој од вас, и совест и храброст. Бидете горди, одработивме во овие 2 години за татковината, за независна Македонија. Докажавме дека успесите се можни без калкулации, дека секој во овој процес е важен и дека сечие време и сечии шанси доаѓа
кога се работи искрено и трпеливо. Ќе кориме напред. И само така е можно да продолжиме напред, бидејќи сега јасно, на прав пат сме. Сите тоа го знаат. Успесите во евроатлантските интеграции овозможија над 54.000 нови работни реални вработувања за само 2 години. Внесоа рекордни над 625 милиони евра странски директни инвестиции во 2018 година. Платите пораснаа и државата ќе ги помогне приватните фирми со плаќање на придонесите за оние што ќе ги покачат платите на работниците до 100 евра, со што уште повеќе ќе растат и платите. Приливот на пари во пензискиот фонд ќе овозможи раст на пензиите. Ќе следи ново покачување на минималната плата, што веќе ја покачивме на 12.500 денари. Детскиот додаток им се исплаќа на 20.300 дечиња, што е за 3 пати повеќе од пред една година. И образовниот додаток им се исплаќа на над 8.000 дечиња, што е за повеќе од 3 пати од претходно. Се гради и обновува државата на секаде, со најсилно темпо од независноста до сега. Проектирани се 1 милиарда во патишта, над 1 милиарда во железници, над 1 милиарда во енергетика. Инвестираме во здравство, водоводите, животна средина, инвестираме на секаде. Затоа ќе порачам. Ние работиме, знаеме од каде сме почнале и знаеме што сме постигнале од таа некаде нулта, некаде минусна точка од која што тргнавме. Но ги знаеме и потребите на граѓаните што не можат да чекаат. Имаме многу да сработиме, почувани мои социјалдемократи. Немаме простор да сме комотни. Барам фокус кон врските за кои што како партија и како влада добивме мандат од граѓаните. Потребни ни се способностите на секој поединец, на секој од вас. СДСМ и е потребен на Република Северна Македонија, зашто покажа историја, покажа 8 септември, покажа 3 децениската независност на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз е таа државотворна партија со која што се безбедни и државата и граѓаните. Повикувам посебно во значајниот период пред нас на совесно и одговорно државотворно однесување од страна на секој граѓанин, на сите политички партии, организации, во името на добрата иднина на сите нас, во името на доброто на Република Северна Македонија и на сегашните и идните генерации. До сега сме биле секогаш горди на нашиот СДСМ, на нашата земја, да бидеме горди и на периодот што доаѓа пред нас, предводен од Социјалдемократскиот сојуз. Нека ни е среќен денешниот голем државен празник, денот на независноста на нашата република. Да сте ми живи и здрави сите! Благодарам.